Викендов се одигра последното есенско коло од првенството во втората фудбалска лига Исток, во кое, како што и се очекуваше, немаше поголеми изненадувања, освен победата на Штипска Брегалница на гостувањето во Кавадарци против Тиквеш. Што се однесува до кочанскиот второлигаш Осогово, исто така немаше позитивно резултатско изненадување, со оглед што клубот ја продолжи серијата порази во низа. Ако веќе се зборува за некакво изненадување, тоа е високиот пораз од 5:1 што жолтосините го доживеа од Прилепчани, кои исто така се на дното на табелата, иако во досегашните неколку меѓусебни дуели кочанските фудбалери излегуваа како победници. Ниту водството од 1:0 на нашиот тим не му помогнал да дојде до посакуваните бодови, откако Прилепчани се соземале и со 5 погодоци заслужено ја прославиле победата. Со поразот, Осогово останува прикован на дното на табелата со само 6 бода и практично е без теоретски шанси во пролетниот дел од првенството да се извлече и да обезбеди опстанок во лигата. За разлика од фудбалерите, фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани се вратија со 3 бода од гостувањето во Битола против Атлетико. Во рамки на предпоследното 12-то коло од есенскиот дел во првата фудбалска лига за жени, иако нашата екипа настапи со само 10 играчи, колку што можеше да собере тренерот Оливер Јовановски, сепак тие ги победија битолчанки со 1:0. Гостинките од Кочани до третата победа во овогодишното првенство дошле уште во првото полувреме со погодокот на Бојана Петкова во 27-та минута. Со освоените 10 бода во моментот, женскиот фудбалски клуб Кочани е на 10-та позиција, а во последното коло од есенскиот дел на стадионот Никола Мантов в недела ќе биде домаќин на тимот на Истатов, кој е 3 места повисоко. Джудо клубот Кожувчанка од Кавадарци викендов беше домаќин на седницата на извршниот одбор на Македонската джудо федерација, а на која присустваа и представници од джудо клубот Гладиатор од Кочани. Нашиот клуб е застапен во маркетинг, дан, надпреварувачката, лекарската, дисциплинската и комисијата за прием на клубови. По завршувањето на работниот дел од состанокот се одржа и свечен дел по повод одбележувањето на 15 години постоење на джудо клубот Кожувчанка, при што им беа доделени признанија на партнерските клубови и спортски работници. Во тие рамки и Гладиатор доби плакета за долгогодишна соработка со Кавадаречкиот джудо клуб.